Пандемијата предизвика сериозни психолошки предизвици, како за оние кои стравуваат дали ќе го фатат вирусот или се грижат за своите најблиски, така и како директна последица на болест. Новите студии покажуваат директна поврзаност и загрижувачки последици за прележувањето на ковид. Оваа емисија на Агенда 35 ја посветуваме на менталното здравје, преку поглавието 28 и здравствената заштита. Останете со нас. Во Агенда 35 ќе гледате: пандемијата со коронавирусот создаде масовна траума во човештвото. Најновите истражувања покажуваат дека еден од тројца прележани од корона имаат дијагностицирано мозочно или психијатриско нарушување. Современите технологии овозможуваат и онлайн сесии. Разговор.мк е платформа каде граѓаните можат да добијат советување од 30 лиценцирани психолози. Разговараме со психологот Розита Андонова. Интервју со Васка Митова, психијатар на клиниката за психијатрија во Скопје. Останете со нас. Пандемијата со коронавирусот создаде масовна траума во човештвото. Изгубени се речиси 3 милиони животи, а тој број продолжува да расте во десетици илјади секој ден. Овие вести ги погодуваат сите, без оглед дали прележале корона или стравуваат да не го фатат вирусот. Ова е веројатно првата масовна траума по Втората светска војна и прва од ваков вид во нашиот живот. Глобалната економија, меѓународните односи, менталното здравје на поединецот, секојдневниот живот. Ништо не е поштедено од оваа пандемија. По завршувањето на пандемијата, ефектите од масовната траума што им ја нанесе на општествата ќе траат со години. Најновите истражувања покажуваат дека еден од тројца прележани од корона имаат дијагностицирано мозочно или психијатриско нарушување во рок од 6 месеци пост-ковид, што укажува дека пандемијата може да доведе до бран на ментални и невролошки проблеми. Ова се најновите резултати од студија објавена во стручното списание Lancet, спроведена меѓу 230.000 луѓе. Истражувачите кои ја спроведоа анализата потенцираат дека не е јасно како вирусот е поврзан со психијатриски состојби, како што се анксиозност или депресија, но дека ова се најчестите две дијагнози меѓу 14 нарушувања што ги разгледувале. We know that it affects the brain because of some of the symptoms that the patients are reporting. They're reporting memory issues, or they're reporting forgetfulness, they're reporting some brain fog, they're reporting some anxiety, some depression. Анксиозноста со 17% и нарушувањето на расположението со 14% се најчести пост-ковид нарушувања и се чини дека не се поврзани со тоа колку била лесна или тешка инфекцијата на пациентот. Patients that oftentimes are in their 20s, 30s, 40s never had these symptoms before, or if they did, they were mild. Пост-ковид случаи на мозочен удар, деменција и други невролошки нарушувања биле поретки, но сепак биле значителни, особено кои оние кои имале тежок COVID-19. Меѓу оние кои биле примени на интензивна нега со тешка клиничка слика, 7% имале мозочен удар во рок од 6 месеци, а на скоро 2% им била дијагностицирана деменција. Здравствените експерти се повеќе се загрижени од доказите за поголем ризик од нарушување на мозокот и менталното здравје кај прележаните од COVID-19. Загрижувачки е што резултатите сега се влошуваат за разлика од претходната студија на истите истражувачи минатата година, која откри дека кај 20% од луѓето што го поминале вирусот било дијагностицирано психијатриско нарушување во рок од 3 месеци. Инаку, ова се очекувани придружни опасни појави на пандемијата, бидејќи искуството покажува дека секоја пандемија претходно, од шпанскиот грип пред 100 години па до ден денес, луѓето се соочувале со сериозни психолошки проблеми. Паралелно со пандемијата од коронавирусот се шири и пандемија на психолошки проблеми и психички растројства, со кои се соочуваат болните од COVID-19, но и оние кои се здрави. Менталното здравје подеднакво е загрозено и потребно е да добие соодветен третман како и болеста COVID-19. Современите дигитални алатки овозможуваат психолошка помош да се добие и онлайн или телефонски. За состојбите низ кои поминуваат COVID и пост-COVID пациентите, разговараме со психологот Розита Андонова. Таа на почетокот на пандемијата волонтерски била дел од акцијата Прва психолошка помош, преку која граѓаните телефонски добиваа поддршка од психолози. Сега работи и онлайн сесии, но она што е карактеристично, вели Андонова, е што се повеќе пациенти бараат директна, лице в лице средба. Доаѓаат за да се добијат прва психолошка помош и советување, лице во лице, лица кои што на било кој начин биле засегнати од пандемијата. Причините се различни. Дали и самите се соочиле со болест,
дали стравувале дека некој нивен близок е позитивен и е болен. Имаше телефонско јавување кога беше починал млад член од фамилијата, па како да соопштат на неговата сопруга. Имаше јавување од оние кои што во моментот се хоспитализирани или пак се на домашно лекување. Во живо доаѓаа луѓе кои што се соочиле со загуба на работно место или од било кои други причини кои на нив им направило да се чувствуваат или загрижени или депримирани, така да секој од различни причини се јавил за да побара психолошка помош. Сето тоа раѓа состојби на анксиозност, зголемени симптоми на стрес и посттрауматски стрес, но и депресија. Луѓето се понервозни, потешко го поминуваат своето секојдневие, што влијае на квалитетот на нивниот живот, вели Андонова. Постојано се во неизвестност и очекување дека нешто страшно ќе им се случи нив или на нивните блиски, што доведува до состојба на ограничување на нормалното функционирање. Очекувано е дека во ваква состојба или во ваква ситуација кога станува збор за пандемија, дека ќе се случи да на луѓето им треба психолошка помош. Самото чувство на неизвестност, заплашувањето што го доживуваме слушајќи вести на телевизија, читајќи по порталите, најнормално е дека ќе бидеме сите заплашени. Дури и малите деца слушаат што се случува на телевизија. Граѓаните се пренатрупани со информации од кои голем дел се застрашувачки, вели Андонова. Бројот на заразени, колку лица починале, дали вакцините делуваат. Сите овие податоци негативно влијаат врз граѓаните. Затоа Андонова советува: ако не можат да дојдат до психолог за да поразговараат, првиот начин е да поразговараат со некого од својата близина во кого имаат доверба. Социјалната дистанца не значи и социјална изолираност. Постојат во ова време на современи текови и други врски. Еве како што сега ние зборуваме на Zoom, може со блиски луѓе да си поразговараат преку Facebook, исто пак може, нели, преку Zoom, Skype и ред други, сега да не ги редиме медиумите. А токму Андонова е дел и од онлайн платформата Разговор.мк, мобилна апликација преку која може да се добие помош. Идејата за неформална група за поддршка прераснала во советувалиште од лиценцирани психолози. Идејата за алатка која ќе овозможи грижа за менталното здравје и која ќе креира такви персонализирани системи за поддршка, постоеше повеќе време, неколку години, и на почетокот имавме друга идеја која што имаше за цел да ги искористи веќе создадената доверба помеѓу мали групи на пријатели, нели сите имаме пријатели, бараме совети од нив, но брзо со тестирање заклучивме дека иако со најдобри намери, некои пријатели можеби не можат да го дадат најдобриот совет, потребен совет во одредени ситуации, и заклучивме дека најдобро ќе биде да мешаме професионалци во целата оваа работа. Така дојде идејата за Разговор.мк како платформа која ќе ги спојува, нели, корисниците со лиценцирани психолози. Платформата нуди можност анонимно да побарате и да добиете помош од психолог и да го одберете начинот на комуникација. Интерес има, вели Михаилов, за повеќе од половина година, колку што функционира платформата. Карактеристично е дека дури 60% од корисниците за прв пат бараат психолошка помош. Најупотребувани канали за комуникација се аудио разговор и каналот за допишување со психолог. Се фокусираме на мобилните алатки. Каналот е Android и iOS апликација. Има над 30 психолози, сите лиценцирани. Секој од нив има свој профил каде што има јасни информации за која е нивната биографија, кој е нивниот пристап на работа, кој е нивното искуство
и за какви специјалности или за какви предизвици се тие специјализирани во работата и со што можат да помогнат. Луѓето кои што сакаат да закажат разговор, всушност ја симнуваат апликацијата, можат да се најават анонимно, значи само пишуваат име, возраст и пол, и веднаш имаат листа од психолози кои што можат да ги разгледаат. Тука значи можат да пребаруваат според опсек на цена кои се спремни да го платат, според специјалност или предизвикот со кој се соочуваат, например, не знам, анксиозност, панични напади, врски, личен развој, што и да е, и начинот на комуникација. Андонова вели дека покрај на официјалните канали, незиното работно место и на платформата, таа постојано добива повици од лица кои на кој било начин дошле до незиниот телефон. До сега има одржано и отворени онлайн советувања, се со цел граѓаните да бидат свесни дека вирусот не го засега само телесното здравје, туку и менталното здравје. Анксиозност, депресија и несоница се најчестите долгорочни последици од заболување од COVID-19. Научниците од Оксфорд открија дека секој пети пациент може да развие проблеми со менталното здравје како последица на болеста, изолацијата и социјалната дистанцираност. Ситуацијата е таква и во нашата земја, потврдуваат од Универзитетската клиника за психијатрија, каде една година функционира телефонска линија за ментална поддршка, а од неодамна и кабинет за третман на пост-ковид пациенти. За влијанието на пандемијата врз менталното здравје на населението во земјава разговаравме со доктор Васка Митова од клиниката за психијатрија во Скопје. За жал, сведоци сме на влијанието на пандемијата врз менталното здравје. Сведоци сме веќе година дена. Имаме ситуации кога навистина преплавува она чувство на неизвестност, на вознемиреност, за разлика од предходното функционирање, кога и предходно имавме еден пораст на зголемување, зборувам на периодот пред пандемијата, зголемување на оние психички растројства, веројатно поради подинамичниот начин на живот. Но од пред година дена, особено тој период, да речеме, првичниот период, како што разговаравме, ако гледаме вака сега во една динамика, можеби повеќе постоеше повеќе паника за тој прв период, бидејќи се што е непознато, се што е недиференцирано, што не знаеме како ќе излезе на крај, врз кој што немаме контрола, ни нуди една доза на страв, на неизвестност, и таа страв, тој губиток на контрола си има свое влијание и врз психичкото здравје. Гледајќи вака во теков на овој период имаше и доста една доза на недоверба кај дел од населението, кое што не сакаше или не добро, да кажам, без голема доверба пристапи кон оваа цела ситуација, со една негација дека коронавирусот можеби не постои, дека можеби е некаква теорија на заговор поради некакви други цели, да речеме, на светската контролна сцена, да кажеме. Но за жал веќе се помалце сме сведоци на такви состојби, бидејќи за жал, пак ќе кажам, самата ситуација, самите губитоци на членови, на блиски членови од фамилија, самото доживување на болеста веќе го на некој начин ја тргна не сосема, но сепак го тргна тоа дилема за постоењето на коронавирусот. Се зголемува ли бројот на луѓе кои бараат стручна помош и кои се најчестите ментални проблеми со кои се соочуваат граѓаните? Во овој период, значи, имаме доста зголемена, да речеме, зголемена потреба од психолошка поддршка, помош или психијатриска. Едно е кај нашите веќе постоечки пациенти, каде што оваа криза, оваа пандемија ја влоши веќе постоечката ранливост. Односно самата социјална изолација на некој начин или социјална дистанца, која што би требало да биде повеќе физичка дистанца отколку социјална дистанца, односно да ги потребуваме оние услови што ги имаме сега за некаква виртуелна комуникација или пак прошетка надворна безбедно. Сето тоа има и тоа какво влијание врз веќе постоечките пациенти од клиниката за психијатрија. Дополнително на овие пациенти имаме и нови пациенти кои што сега едноставно во текот на овој притисок на психички план во оваа пандемија
имаат потреба од психолошка поддршка. И да сме свесни дека сето ова е нормално. Нормално е да реагираме на таков начин, нормално е ваква тешка ситуација, да кажеме, која што има еден голем притисок врз психичкото здравје, на некој начин да изреагираме со појава на нели, се појавува, тука има појава на стрес, на вознемиреност, на анксиозност, можеби повремено, доколку има одредени ситуации подлабоки истата може симптоматологија да прогредира и во појава на депресивно расстройство. И имаме, како трета групација би ја нарекла, оние пациенти кои што поминале низ оваа болест, нели, низ ковид и каде што се јавува пост-ковид, каде што се јавуваат пост-ковид компликации и на психички план за разлика нели на оние други нели манифестации на соматски план, односно на телесен план. Морам да напоменам дека уште од почетокот на оваа криза, значи веќе скоро година дена функционираат линии за психолошка поддршка. На лица кои што се во изолација, кои што актуелно се борат со болеста, на лица со одредени ранливи категории, така да веќе година дена во соработка нели нашата клиника во соработка со Министерството за здравство ги води овие телефонски линии каде што пациентите можат да се јават и да добијат по принцип на телепсихијатрија, да добијат соодветна стручна помош. Новина сега е отварањето на кабинет за ментално здравје за пост-ковид состојби, кој што чие отварање произлезе од потребата, бидејќи доста пациенти се јавуваат кои што немале никогаш, пак ќе повторам, потреба од психолошка или од психијатриска помош, кои што се луѓе со едни добро изградени претходни механизми на справување со конкретни стресни ситуации, но кај кои што оваа болест, значи ковидот оставил последици покрај или на соматски, можеби и на психолошки план. Психијатрите заедно со останатите лекари се секојдневно во ковид центрите, каде покрај останатата здравствена помош пациентите добиваат и психолошка поддршка. Доктор Митова даде и неколку клучни препораки за ментално справување со стравот и неизвестноста кои владеат во овој период. Пред се да сме свесни дека можеби некои работи не се во наша контрола, не е во наша контрола колку ќе трае оваа пандемија или каков исход ќе има понекогаш развивањето на болеста, но во наша контрола се многу други останати фактори врз кои што имаме нели влијание. Мораме да сме да речеме да сватиме дека адаптацијата на некој начин е знак на интелигенција и добро да се адаптираме кон оваа новонастаната ситуација. Трае долго и верувам дека сите се чувствуваме исцрпени и сакаме да побрзо да заврши, еве доаѓа пролет, да дојде сонце, да излеземе надвор и сето тоа е во ред, е нормално, но сепак треба да имаме на ум дека мерките на заштита мора да можеби и повеќе од секогаш да се придржуваме кон нив, бидејќи вирулентноста на новите нели соеви сега се и тоа далеку поагресивни, да речеме, да се обидеме да ги контролираме факторите што зависат од нас, како на пример колку внимание ќе даваме на одредени негативни вести на телевизија, во ред нели гледање на информативно нели на вести еднаш, па ако сакате нели два пати, друго е веќе следење на секој портал, на повеќе пати на вести, значи да не се оптоваруваме постојано со негативни содржини. Од друга страна, факторот на разумот, да кажам, моќта на разумот во одредена стресна ситуација да се задржиме, нели, кој што е доста добра алатка, сепак да ги имаме фактите пред нас. Точно е дека ова е доста тешка болест за одредени индивидуи, но многу лесно поминуваат други индивидуи. Сепак да бидеме на некој начин низ еден филтер на разумот да речеме просејуваме сите информации кои што ќе ни дојдат. Физичката активност ќе спомнам како еден од многу значајни фактори, иако сме во услови да имаме помалце контакти, можеби не во затворен простор надвор од дома, но има секакви онлайн курсеви, видеа на YouTube кои што може да се пуштат, да може да се направи некаква физичка активност структурирана
во условите на нашиот дом. Особено е битно надвор, доколку дозволува времето, кога ќе има сонце, да се поминува време надвор, бидејќи и сонцето има позитивно влијание врз расположувањето, врз расположението, го подигнува нивото на серотонин, како и физичката активност, тоа се веќе делуваат на одреден невротрансмитерски баланс. Да внимаваме на својата телесна тежина преку јадење на здрава храна, да имаме социјални контакти, значи да не се оттуѓиме од блиските, бидејќи ние сме социјални суштества. Многу е битно да имаме контакти, доколку не можеме да седнеме надвор некаде, на безбедна дистанца, сепак на едно копче, нели, не веќе разговорот, нели, на некоја социјална мрежа или на некоја мрежа за комуникација, едноставно да сме заедно тука кога си требаме. %55% од граѓаните на Европската Унија на возраст од 16 до 74 години во 2020 година пребарувале на интернет информации поврзани со здравје, односно пребарувале информации во врска со повреди, болести, исхрана или слично, покажува анкетата на Евростат за употреба на информатичко-комуникацијските технологии во домаќинствата и од страна на физичките лица. Споредено со 2019 година регистриран е пораст од 2% поени, односно пораст од 21% поен во однос на 2010 година. Помеѓу лицата на возраст од 16 до 74 години, пребарувањето информации на интернет поврзано со здравје за приватни потреби е најпопуларно во Финска, каде 77% од интернет корисниците 3 месеци пред анкетата пребарувале на интернет теми поврзани со здравје. Следуваат Холандија со 76% и Данска со 72%. Спротивно, најмал удел на лица на возраст од 16 до 74 години кои пребаруваат на интернет информации поврзани со здравје е регистриран во Романија и тоа 28%, Бугарија 29% и Италија 35%. После појавата на пандемијата со COVID-19 минатата година, очекуваниот животен век на новородените деца во најголем број од државите членки на Европската Унија во 2020 година бележи намалување, покажуваат податоците на Статистичката агенција на Европската Унија. Па така, споредено со 2019 година, најголемо намалување на очекуваниот животен век во 2020 е регистрирано во Шпанија и тоа за 1,6 години. Минимално зголемување има само кај Данска и Финска и двете со по 0,1 година, а кај Кипар и Латвија нема промени. Според проценките на Статистичката агенција на Европската Унија, најдолг животен век во ЕУ од 82,6 години се очекува да имаат жителите на Малта, а најкраток оние на Бугарија и тоа 73,6 години. Инаку очекуваниот животен век при раѓање е просечен број на години што новородено дете би ги живеело, доколку биде подложено на моменталните услови на смртност во остатокот од својот живот. Зголемен увоз и извоз на медицински и фармацевски производи кај најголем дел од државите членки на ЕУ е забележан во 2020 година и покрај општото намалување на трговијата како резултат на рестриктивните мерки преземени како одговор на пандемијата на COVID-19. Во рамки на Европската Унија најголемо зголемување на увоз на медицински производи и тоа 31% е регистрирано во Словенија, а најголемо зголемување на извоз и тоа 48% во Грција. Кога се работи за трговија со медицински и фармацевски производи надвор од Европската Унија, 34% од извозот во 2020 година бил кон Соединетите Американски држави, 12% кон Швајцарија и 8% кон Обединетото кралство. Најголем дел пак од увозот на медицински и фармацевски производи во ЕУ било Швајцарија и тоа 35%, Соединетите Американски држави 28% и Обединетото кралство 12%. Денеска процесираме повеќе информации неделно отколку што нашите предци целиот живот. За нашиот мозок тоа е голем предизвик. Дали ние тоа го воочуваме или не, се доживуваат негативни ефекти на менталното здравје. Но што ако може да се зајакне мозокот и постигне ментална и целосно здравствена благосостојба? Токму ова прашање беше предизвик за еден тим од Стокхолм, Шведска,
составен од лекари, истражувачи, дизајнери и експерти за хардвер, во една од водечките клиники во Европа, да развие светски најмоćен производ, систем за мозочен тренинг. За разлика од мозочните вежби и медитацијата, кои го тренираат човековиот ум со цел да се зајакне мозокот, со овој тренинг систем се тренира мозокот директно. Системот е лесно достапен и може да се користи во домашни услови. Подесувањето одзема 30 секунди, односно уредот се поставува на глава и се избира преку специјалната мобилна апликација време траење на тренинг. За постигнување на оптимални резултати, потребни се само 2 до 3 10-минутни тренинг сесии неделно. Инако системот ја мери мозочната активност преку уникатна комбинација на параметри како проток на крв и оксигенација во префронталниот кортекс. Потоа, мозочната активност е визуелизирана преку тренинг игра, односно игра која корисникот ја контролира само со мозокот. Кога фокусот е соодветен, кислородот и хранливите материи одат до префронталниот кортекс и брановите растат. Наградувајќи го корисникот со позитивен фидбек, тренингот условува зголемување на енергијата на мозок. Со текот на времето се зајакнуваат мускулите, кои го контролираат и предвижуваат целиот мозок. Овој иновативен проект е поддржан од еден шведски инкубатор, повеќе инвеститори, а со финансиски средства е помогнат и од Европската унија. Во истиот термин и на истата фреквенција се гледаме и следната среда. Останете со програмите на Македонската телевизија.